Така, ова може ли да се смета за еден почеток на развој на индустријските граѓи во Македонија, имајќи во предвид дека многу од компаниите си уште работат со малку позастарени машини? А токму тоа добиваат подршка за инвестиции во опрема 10%, потоа во инфраструктура 10%, но и во развој на нови технологии, во сертификати за извоз и подобрување на конкурентност, вработување и повисоки плати над 18.000 денари, значи поквалитетни отварање работни места. Се разбира, условите во последните 3 години просечно да немаат намалување на бројот на вработени, но исто така и да немаат пад на своето производство. Се разбира, не е тоа лесно. Исто така дел од овие компании ми кажаа дека се соочуваат со проблем на доволен број на вработени и разговаравме воопшто околу сите овие трендови. По моje мислење, длабоко сум уверен дека евроатлантските процеси ќе бидат вистински пат и почетокот на нашите преговори, кога ќе може многу повеќе фондови да добиваме како држава, но и компаниите. Тие исто така веќе се подготвуваат со почеток на преговори, бидејќи одредени средства ќе може да ги користат директно од институциите на Европската Унија, така да финансиската подршка на домашни компании ќе биде и понатаму силна и уште посилна. Јас кажувам, прва година е ова, ќе видиме одредени слабости кои има, односно начини да се подобри, да се измени законот, да се дополни, се со цел да имаме пораст на индустриско производство. Тоа е фактички реален раст. Инвестиции може да имаме и во споменици и во некои други, но она што е во индустријата е најпримарно, најважно, бидејќи ние како мала земја мора да произведуваме, но мора и да извезуваме, се разбира. Се разбира, околу подобрување на бизнис климата мощна е важна инфраструктурата. Изградба на патишта, на канализации и на други инфраструктурни продуктивни објекти. Оноliko време колку што сте министер, ви спомнавте промените во законот, ништо не е совршено, па верувам дека... Ништо не е, законот не е... Можеме ли да очекуваме некакви промени законски? Значи, прво, ние оваа година планиравме 10 милиона евра, добија околу 90 компании, 80% мора да кажам, од тие компании се мали и средни предпријатија, се разбира, тие добиваат подршки по други основи, ова зборуваме за инвестиции, за третиот столб во технолошки развој, но и се разбира и за поголеми плати. Само во првиот столб инвестиции во индустрија беа годинава 10 милиона, до година ќе бидат 20 милиона евра предвидени, значи зависи од компаниите. Морам да кажам дека овој начин е многу транспарентен и многу едноставен, затоа што оној секој што ги исполнува тие критериуми предвидени во законот по мерките во планот за економски раст на владата, тој добива. Чи нема ни прв дојден, ни прв ослужен, нема ни да се бира некој, сите оние, и ние проценуваме дека до година 20 милиона евра ќе бидат доволни за да се искористат овие мерки. Дај Боже, да има повеќе. Тоа ќе значи многу поголем раст. Уште едно само кратко. Да, поведете. 20 милиона. Едно е во животот да имаме желба, друго да имаме цел, кој што треба да се стремиме. Дали 20 милиона ќе бидат реални за индустријата? Значи, од индустријата зависи. Годинава, сите оние што исполнува услови, сите добија. Ако инвестираат, 20 милиона. Јас кажав, дај Боже да тие инвестиции по овие мерки, да има економски раст, да вработуваат, да имаме нова технологија, и сега зборувам само за првиот столб 20 милиона евра. Не зборувам за оној трет столб кај што е технолошки развој и иновации, тоа е плюс, и не зборувам за оние други мерки што ги има во Министерство за земјоделие, за прехранбена индустрија, за микро предпријатија во економија. Ова зборуваме само за инвестиции во индустрија. И јас велам дека добро би било да инвестираат повеќе, да отвараат повеќе квалитетни работни места и да извезуваме. Така да не треба да постои страв дали ќе биде доволно. Треба тие да го исполнат. Колку компании ќе се јават, ако има многу повеќе од 20 милиона, сигурно ќе се бара друго. Затоа што тоа ќе значи раст на економски раст, и тоа реален. Индустријата е многу реален и директен економски раст. И извоз се разбира.